Благодарам на интересот. Ова е најважните работи во однос на логистиката и местопоставеноста на питијадата, ја кажа градоначалникот. Ние уште на почетокот пред организирање на претходната, значи на ланската питијада, вака анкетирајќи ги луѓето од прилика и состојбата во која што се наоѓаме пост-ковид, договоривме концепт со две многу важни точки, а тоа е првата точка е дека ќе ги поддржуваме македонските автори, македонските изведувачи, македонската песна, и вториот концепт е дека ќе направиме програма која што ќе ги опфати полно сите генерации, почнувајќи од 12 часот па до 1 часот, таму до половина час пред завршувањето на работното време. Како и претходната година, така и оваа година се држевме до тие две точки, што не значи дека од следната година нема да се вклучат и странски изведувачи. Сепак оваа година ќе биде со македонски изведувачи. Се базира секој ден на 3 точки, а тоа е програма која што ќе се фокусира во првиот дел на најмладите. Ако сакате може да ви кажам и по денови, од прилика ќе бидат, не знам колку имате време, ако сакате можем и како концепт да ви кажам. Така да во петокот, почнувајќи од 17:30 часот, ќе имаме првата и официјалната најава од водителот, како и претходната година и оваа година водител ќе ни биде Стефан Николов, актер од Велес, на сите многу добро познат. Концептот оваа година нема да биде да не прави стендап и само на најавувањето, туку ќе се појавува измеѓу секој изведувач и ќе има по една блиц најава за изведувачите кои што ја следуваат. Традиционално градинката е поканета тука, ќе имаат некаде околу час, 1 час да се представат со своите настапи, и потоа е сечењето на големата пита во 18:45 часот. Потоа продолжуваме пак повторно со 5 плюс бенд со најмладите. За повозрастната публика и љубителите на фолклорната музика го имаме оваа година Евто Попиновски. Потоа продолжуваме пак со младите или да речеме тинеџерите со Паја Килара и завршуваме како главна звезда на настанот Next Time. Гледате во однос на тоа како е распределена програмата, тргнуваме од најмладите па завршуваме со највозрастните на крај или оние што можат да останат најдоцна. Од велешките изведувачи, значи ќе ги имаме градинките, го имаме DJ Попај и The Chicks, кои што беа поканети претходната година, но мислам дека во тој период не можеа да настапат, ако не се лажам. Оваа година ќе ги имаме како наши изведувачи. Сабота на 7.10. почнуваме од 12 часот и завршуваме до 24:30. Повторно ќе почнеме со најмладите, Светот на Биби, кои што и претходната година ги имавме во план, но исто во тој период не можевме да ги договориме. Од фолк музиката Елена Андоновска, за тинеџерите ги имаме 2 бона и завршуваме со главна звезда на настанот, на наша огромна чест и задоволство, Меморија. Меморија всушност ќе го имаат и својот последен концерт во таков обем. Се сеќавате пред 2-3 години, 4, не знам колку беше, кога го има големиот концерт во... Не. Пред 3 години. Пред 3 години. Како да, мислам дека е пред короната, дека го има првиот голем настап со... Во тој состав ќе дојдат и оваа година и така да ќе го завршат тој проект заедно со настапот во Велес, и очекувам дека
тука ќе биде всушност ударот и најголемата посетаност на питијадата. Во недела на 8 како последен ден ги имаме Поточиња, повторно за најмалите, The Chicks и Teen Camp. Ова им е вториот концерт кој што ќе го имаат во оваков состав, Teen Camp. Игор Димовски и пауза за ракија од фолк музиката и потоа на крај како последни ни доаѓаат Бени Нонстоп и го завршуваме последниот настап со ДНК. Мислам дека на овој начин ги опфаќаме сите генерации во Велес и се надевам дека оваа програма ќе има квалитет кој што имаше и претходната година.